Глувчето Мице. Некогаш одамна, во едно мало селце, живееше едно мало глувче по име Мице. Мице живееше во топла куќичка под подот на една стара селска куќа, заедно со своите баба и дедо. Во куќичката секогаш мирисаше на леп и сушени јаболка, а низ малото прозорче влегуваше тивка сончева светлина. Бабата беше нежна и грижлива. Секое утро му подготвуваше на Мице трошки и топол чај од камилица. Дедото беше мудар и мирен. Навечер седеше до прозорецот и му раскажуваше приказни за светот надвор. Мице ги сакаше бабата и дедото повеќе од се. Секој ден Мице им помагаше колку што можеше. Му носеше на дедото мали зрнца жито, ги редеше лисњата пред кукичката и внимателно ги собираше трошките што ќе паднеа на подот. Понекогаш седеше до дедото додека тој поправаше стари предмети, а Мице му подаваше ситни парчиња дрво и конец. Бабата често го фалеше: "Ти си наше вредно глувче", а Мице срамежливо се насмевнуваше и ушенцата му се тресеа од радост. Но Мице беше и многу љубопитно. Еден ден, кога надвор почна да паѓа првиот снег, Мице погледна низ малото прозорче и возбудено рече: "Сакам да го видам снегот." "Не оди далеку", го предупреди бабата. "И врати се брзо", додаде дедото. Мице весело истрча во дворот. Се беше бело и тивко. Снегулките паѓаа како мали пердувчина, а Мице оставаше ситни траги додека трчкаше и се смееше. Но снегот стануваше се погуст. Ветрот тивко задува, а кога Мице се сврте да се врати, трагите веќе ги немаше. Се изгледаше исто, бело. Мице одеше малку лево, малку десно, но не можеше да ја најде куќичката. Шепичките му се смрзнуваа, а срцето му трепереше од страв. Се свитка покрај една ограда и тивко повика: "Бабо, дедо, помош!" Во истиот миг, бабата забележа дека глувчето Мице не се вратило. "Нешто не е во ред", рече таа. Дедото веднаш ја стави капата, го облече палтото, зеде фенерче и двајцата излегоа во снегот. Го бараа зад амбарот, покрај дрвјата и крај патеката, додека снегот тивко им паѓаше по рамената. И тогаш дедото виде мало сиво топче покрај оградата. "Еве го Мице!" Го зедоа внимателно во рацете, го завиткаа во шалот на бабата и брзо го однесоа дома. Таму го стоплија со топол чај, го покрија со меко ќебенце и седеа покрај него додека не ги отвори очињата. "Бабо, дедо, тука сме", му рекоа. "Секогаш ќе бидеме тука." Од тој ден Мице научи важна лекција. Светот е убав и интересен, но домот е најсигурното место, а љубовта на бабата и дедото е најтоплата. И оттогаш, кога ќе паѓаше снег, Мице гледаше низ прозорчето, но секогаш остануваше блиску до дома.